Здраво! Добре дојде на новата епизода на мојот подкаст. Во оваа епизода ќе зборувам накратко за една од моите омилени теми, а тоа е моќта на човечката конекција, односно лекувањето на траума кое што не е баш еден чекор. Она кое што многу често го слушам, го гледам, а верувам дека и вие го слушате и го гледате, односно оно што сега популарно социјалните медиуми, па еве и на YouTube, на Reels, на Instagram, на Facebook, често го гледам дури и во некои портали е магичен чекор или еден чекор или брз чекор, ефикасен чекор до лекување на траума или како да ја исцелите вашата траума и сите ваши проблеми кои што ги имате во животот со еден чекор. Ова многу често го гледам во начинот на кој што сакаат реално да се изрекламираат некои нови практики, некои нови решенија, кои што е многу, да речем, и прифатливо и нормално, меѓутоа од друга страна, ова е нешто кое што всушност е маркетиншки трик, кој што нуди инстант трансформација затоа што е докажано дека ние луѓето сакаме брзо решение. Истото е со секој проблем, па така многу често луѓе кои што сакаат, например, да изгубат телесна тежина, бараат инстант решение и ќе видите дека маркетингот нуди инстант решение за брзо слабење. Ослаби толку и толку кила за само една недела или да пораснат мускулите за толку и толку дена со само еден пијалок. Реалноста е дека ова е невозможно, односно не е возможно да ние ги пораснеме нашите мускули без да вежбаме X време, кое што не е баш 1, 2, 3 дена. Мислам дека секој кој што се бави со ова, точно ќе ви каже дека се потребни минимум 3 месеци за мускулната маса да порасне, да биде она баш и видливо, или како викаат 1 месец за да се забележиме ние, вториот месец веќе може и најблиските, а третиот месец веќе навистина се гледа некоја разлика. Истото важи за било која диета, истото важи за било која работа на себе. Мислам дека повеќето работи важат дури и за нега за кожа, нега за коса, нега за ногти. Реалноста е дека за секоја една работа на овој свет нам не е потребно време. И додека од една страна навистина е многу убаво да гледаме некој краток рил од 4-5 секунди, 60 секунди, 90, мислам дека секунди е максимумот, и да доживееме некаква трансформација, тоа е сепак нешто кое што маркетинг експертите го имаат забележано и се користат кратки видеа, кратки некои движења на почеток на еден рил или нешто слично, кое што реално оние кои што конзумираат ќе ги натера да го изгледаат, да го заследат тоа што го следат, да потрошат, да купат тоа кое што ќе го видат, односно да се случи една импулсивна реакција, а не промислена акција. А зошто го споделувам сето ова? Сето ова јас го споделувам затоа што додека од една страна можеби и не е толку штетно баш секогаш, да се напие некој протеински прашок кој што се надевам не е штетен по здравието, во позадина има содржина што содржи така натаму, знае да е многу штетно доколку ова го правиме за менталното здравје. Иако повторно ќе повторам, не сум експерт за нутриционизам и за исхрана, има шанси и она што сум го слушала, колку знаат тие чаеви понекогаш да бидат или апчиња, капсули за слабење и така натаму опасни, тоа не е поле во кое што ја се разбирам. Знам дека некои состојки со така може да бидат опасни и за кожата и така натаму, и затоа си постојат експерти во секое поле. Јас чисто само за да ви долувам што се случува со маркетинг делот и би рекла, ајде, можеби најбезопасно е купување на некоја маичка, на некој, не знам, пушап градник кој што ќе направи магија и така натаму, меѓутоа сето тоа е нешто кое што е визуелно и најверојатно нема да ве оштети многу освен по џебот, но кога станува збор за траума или пак за инстант трансформација, дури самата психотерапија, барем во мојот психотерапевски правец кој што е гешталт, се вели дека се потребни минимум 10 средби, односно минимум 3 месеци како би се случила некаква реална трансформација. Зошто? Затоа што нам не е потребно минимум
3 месеци, односно минимум време да се опуштиме, да се запознаеме со некој, да се случи доверба, да може да се отвориме, како би можеле реално полека да почнеме да се отвараме и пред себе и пред другиот човек. Може да не се случи тоа, може контактот да не се погоди и тоа е многу специфична работа и затоа секогаш викам, многу е важно да се кликнеме со клиентот, многу е важно клиентите да бараат терапевт кој што ќе им прија, што не значи да како не им прија, тоа ќе биде погрешна одлука, понекогаш баш тоа е нешто кое што ќе ги однесе нагоре, но не секогаш, особено не доколку прв пат бирате терапија или пак доколку се соочувате со некаков проблем или не мора да е со некој поголем проблем, повеќе би рекла доколку доаѓате за личен раст и развој, важно е да се кликнете со терапевтот, затоа што кога сте во некоја, да речам, поклинички сетинг или кога станува збор за некоја здравствена состојба малку поинаква, самиот контакт е малку поинаков. Сега, она што се случува со ова брзо решавање на проблемите или инстант решенија, многу често се случува за инстант решенија како да излечите вашата траума. Ќе го правите ова и ова или ќе го уплатите ова и ова, ќе го купите ова и ова и се ќе помине. И тука некако, кога ќе го видам ова, почнува да ми се палат сите црвени аларми, затоа што пред се, јас сум се запишала на психологија, на психотерапија, на сите тие едукации, свесна дека и јас имам некакви трауми и проблеми кои што морам да ги решам, а моето искуство ми покажало дека буквално ништо го немам решено инстант, иако коучингот, лайф коучингот е нешто кое што ми даде инстант решенија како да функционирам, но со сета свесност дека јас коучингот го почнав откако завршив многу едукации, вклучително дипломиран психолог, магистрирав, значи и веќе бев на крајот на психотераписката пракса, односно многу години веќе работев и на психотерапија и со психотерапевт. И затоа можеби коучингот тука ми помогна да имам по-инстант решенија, кое што не значи како ќе се случи кај другите, но тоа не беа инстант решенија како дека јас ја излекував траумата, туку тоа беше само инстант решение кое што чисто знае да го има и бихевиоралната терапија, односно во ред да ја нема последицата, односно да се случи нешто кое што малку ќе го ублажи симптомот, додека паралелно понатаму се продолжува да се работи на она кое што е во позадина, односно на причината зошто се случило нештото. Сега, траумата е нешто кое што, да, бара да се забележи, бара да се уважи, да се види, како би можело да се случи лекување. И многу е важно да се процени колкава е незината длабочина, односно колкава е раната. Траумата во превод значи рана. Тоа значи дека таа може некогаш да крвари, може да е засирена, може да е скриена, може да е многу длабока и ако ја отвориме на начин кој што е несоодветен или пак не ја отвориме на истиот начин на кој што нам ни е потребен индивидуално, не знаеме како, може да се случи да искрвариме до смрт. Ова е многу комплексна и опасна тема и затоа секогаш сите кои што конзумирате содржина на интернет или кои што гледате нешто кое што се продава или се нуди, отворете 4 очи и проверете дали личноста која што ова ми го кажува, ова го прави реално со една позадина да продаде, дали ова го прави затоа што е навистина стручна, дали ова го прави затоа што има навистина долгогодишно искуство и имате право да побарате и да проверите дали има завршено психотерапија или барем дали е во едукација на психотерапија, односно дали е во некој институт кој што е акредитиран, не мора да е европски акредитиран, меѓутоа да има нешто кое што во позадина стои искусни луѓе и искусна супервизија. Затоа што сите кои што работат со психотерапија, кога почнуваат да работат со клиенти, почнуваат да работат и на супервизија, што значи дека се подкрепени од некој кој што веќе има многу години искуство во позадина и може да помогне доколку некаде се заглави во процесот. Супервизијата никогаш не престанува, секој кој што работи со клиенти доживотно, да речам, е вечен студент на супервизија и секако нашата професија како психолози бара да сме вечни студенти затоа што работиме со нешто кое што е многу одговорно. Меѓутоа додека многу сме одговорни и носиме одговорна професија, од друга страна, да, колку и да е тоа нешто кое што нам ни помага и ни живееме од таа професија, сепак е нешто кое што значи
дека е многу опасно, односно доколку не навлеземе длабоко во темите или доколку не сме свесни дека постојат па и одредени состојби кај други личности, односно колку би рекла дека искуството тука си го прави своето, затоа што ако се вратам назад, еве да речеме последниве 5 години имам доста стекнато искуство, меѓутоа претходно кога сум била со многу мало искуство, можеби сум мислела дека можам се или пак дека не можам ништо, можеби сум мислела дека не постојат некои состојби или дека ако некој тераписки процес изгледа магично и направа многу во една средба дека тоа е добро, додека сега искуството ми покажува дека понекогаш да успориш, да направиш помалку е нешто кое што е всушност многу подобро. Траумата е комплексна и за да може нешто кое што е комплексно да се излечи, тоа не е нешто кое што може да се случи вака, односно не е нешто кое што може да се случи во еден миг или со една техника. Исто така, многу ми е важно да споделам дека не можеме ние сами да застанеме пред огледало и да си ја видиме траумата и да бидеме сами со себе и да ја лекуваме. Многу често сега јас сум свесна дека постојат курсеви програми, јас сум автор на програма, меѓутоа во мојата програма пишува и мислам дека постојано тоа го споделувам дека тоа не е психотерапија, тоа е само програм за личен раст и развој, каде што јас сум присутна за не дај Боже. А што значи тоа не дај Боже? Тоа значи дека јас сум тука како ментор, најмногу како ментор, како коуч, затоа што имаме средби, но јас сум тука за доколку на некој му се отвори некоја голема рана и крвари, си ја преземам одговорноста, нели, да работам со таа личност, односно да бидам спремна за се што следи. Или пак би рекла во најмала рака да ја насочам личноста каде да се обрати за да може да исцелува траума доколку се отвори или се пројави некаква свесност. Секако тие програми не се поврзани за лечење на траума, затоа што сметам дека е невозможно да се излечи траума од некаде каде што нема човек. Зошто? Затоа што лекувањето на траума прво треба да има во позадина уважување на болката, затоа што траумата има длабоки корени физички, емоционално и психички. И тоа не може да направиме undo. Ние не можеме да направиме quick fix, брзо решение, брзо да поправиме нешто. Треба уважување на болката, треба разбирање како таа, односно каков импакт таа истата направила во нашето живење. Треба да се адресира, да се пронајде раната и истата таа да се негува со многу сочувство, со многу грижа и со многу внимание, време и поддржувачка средина. Слушнете го уште еднаш. Поддржувачка средина. Љубов, внимание, трпение, време. Времето само по себе нема да направи ништо, но сите овие други работи, односно уважување, дознавање, првосвесност за болката. Што е она кое што човечката конекција го прави? Односно, ова е вториот и најважниот можеби дел за кој што сакам да зборувам, а тоа е дека еден од најмокните фактори во лекувањето на траумата е човечката конекција. Емпатијата, сочувството или симпатијата. Тоа е нешто кое што игра огромна улога во креирање на безбедно место за лекување. Кога ние сме видени, кога ние сме слушнати, кога ние сме валидирани од другите и од себе, ние градиме, односно почнуваме да чувствуваме една основа за припаѓање, а тоа е нешто кое што полека ја отпушта траумата или пак ја изолира, ја вади, ја прави да биде видена и од друга страна полека почнува и да ја лечи. Човечката конекција е таа која што ни помага и единствено таа ни помага да го процесираме нашето искуство, да ги искажеме нашите емоции и да дозволиме да, како што сме го искажали, да примиме поддршка и да разбереме што е она кое што нам ни е потребно да го решиме. Зошто ова го споделувам и зошто всушност психотерапијата не е фармакотерапија, туку е лечење со човечка конекција. Не може тоа да го замени робот.
Не може тоа да го замени ниту една вештачка интелигенција, ниту еден quick fix решавање и никогаш не се плашам од тоа затоа што на крајот на денот луѓето секогаш ќе се вртат во човечката конекција. Што се случи со короната? Што се случи со оваа пандемија? Како луѓето само затоа што немавме контакт, целите се измрдавме, буквално спобудалевме и мислам дека сите можни психички да кажам слабости кои што ги имаме, сите луѓе имаме психички слабости, кај повеќето дојдоа до израз само и само затоа што човечката конекција се намали, односно почнавме да се плашиме еден од друг, да бегаме еден од друг. А што е тоа? Тоа е само знак колку всушност ние сме создадени да бидеме конектирани, да бидеме во контакт со себе и со другите, јас и ти. А психотерапијата е едно место каде што другиот, односно постојат јас, постои ти и јас те гледам тебе, те слушам тебе, те уважувам тебе, без при тоа јас да се распаднам. И тоа е едно место на симпатија, на емпатија, на чувство каде што буквално терапевтот е некој кој што може да сведочи раст и развој на една личност. А тоа е нешто кое што го носи љубовта. Која е моќта на љубовта? Најчесто, секоја траума, најчесто ќе споделам, нормално постојат и други видови на траума, меѓутоа се доаѓаат од една позиција, од една точка на недостаток на љубов. Некој кој што нема љубов или пак недостигало љубов. Ако размислите и за вашите трауми или трауматски искуства, повеќето се од некаков недостаток на љубов. Па дури може би рекла, па и сите доаѓаат од некаков таков дел, освен оние кои што се несреќи или несреќни случаи, но кога има многу љубов или кога со многу љубов се пристапува и во тие моменти, во тие делови, и тогаш доаѓа лекувањето. Затоа што кога имаме недостаток од љубов, единствениот начин за да може нешто да се исцели е љубов во различни форми, во различни аспекти за лекување на самата траума. Таму каде што без разлика дали тоа љубов и грижа од семејството, од пријателите или пак од терапевтот, затоа што понекогаш навистина и терапевтот е тој кој што дава многу љубов, затоа што таа љубов не е иста како другите, но е една посебна врска, професионална врска која што се создава и тоа е нешто кое што дава средина на грижа, средина која што дава многу плодност за другиот, како би можело да започне процесот на лекување. Љубовта е таа која што ни дава потврда, комфорт, прифаќање и креира една, да речам, подлога или еден темел за да може да се создаде доверба, за да се создаде она чувство на безбедност, кое што нас понатаму ни помага да можеме да почнеме да си ги лекуваме раните. Значи не може да почне човек да работи на себе ако нема темели. Не може да почне да работи на себе ако нема доверба, ако не се чувствува пријатно. Многу често доаѓаат клиенти со анксиозност, со нека голема, да речам, травматски настан, кој што е се уште тука жив, кој што е тука присутен, кој што е многу преплавувачки, довживуваат панични, анксиозни напади и најнаш да работат на личен раст и развој. Не може. Значи ние не можеме да одиме кон личен раст и развој ако нешто постојано нас не тресе, односно постојано сме како да има земјотрес и се плашиме, она чувство на недоволно стабилност на подлогата. И затоа во тие ситуации е потребно да се создаде тој темел, да се излечи, меѓутоа да се излекува истото потребно е многу доверба. Ова ви го споделувам затоа што е многу важно да се уважи патувањето, кое што е патување на исцелувањето на траума и да се уважи контактот. Без разлика што сега повеќе контактот е и онлайн кога се случува тоа на терапија, сепак е контакт. Единствено недостасува допирот, а се друго е тука присутно. Сепак е некој кој што сведочи нешто. Мислам дека многу често и траумата се создава ако некој немало да сведочи, за да види, за да ни потврди да тебе ова ти се случи. Кога е quick fix решение или кога би можело навистина нешто да ни го започне процесот на лекување, а да е брзо решение? Тоа може да биде само кога некој ќе не уважи,
или кога веќе долго време се е случувало нешто, или јас би рекла кога доволно сме созреани и се наоѓаме веќе во една поинаква зрелост, односно раната е веќе исушена, помината, па нешто може само да ни помогне за лузната, а тоа би биле одредени поддржувачки реченици, одредена поддржувачка љубов или љубовен партнер кој што може да дојде, или пријател, или пак некоја нова родителска врска, или родителот да се сврти малку повеќе кон истото. Тоа се некои работи кои што можат многу да помогнат во зацелување на травматското искуство. Но ве молам останете внимателни, затоа што во модерното време тактиките на маркетингот се толку многу силни и мислам дека доколку се соочувате со нешто кое што навистина ви е многу болно, кое што ви е многу важно, бегајте од тоа, бегајте од маркетингот, затоа што и самата траума се случила на таков брз, во наводници брз начин, меѓутоа далеко од тоа дека е тема која што може да се случи или да се промени преку ноќ, како што дури ни акна ако имате на лицето и земете не знам каква крема, не може баш она преку ноќ да помине, може евентуално да ја замаскирате со некоја пудра, може да се намали некој оток, некој црвенило, но скроз да помине за неколку часа, па скоро и невозможно. Затоа само останете свесни и проверете дали имате искуство дека нешто навистина во еден миг поминало или за истото е потребно човечки контакт, љубов, поддршка и продлабочување на сите овие работи, односно на контактот, љубовта и поддршката од другиот, како би можело да се случи и самото исцелување. Да се исцелиме од траума е многу важно и јас разбирам колку пати истите травматски настани знаат да бидат преплавувачки за другите и да не дозволуваат да се функционира нормално или да едноставно попречуваат постојано и се појавуваат на патот во нашето живење. Но затоа ве повикувам да некако се искрши оваа илузија на брзо решавање, на инстант решенија, на магични техники, тактики кои што можат да помогнат, затоа што ако било така, најверојатно немало да постои ниту еден човек кој што е неизлечен, не е дека постои нешто кое што се крие или другите не го зборуваат или не го пробуваат и така натаму, постои живот и животот ни носи многу неочекувани работи, животот оно кое што всушност е работата на себе и сето тоа е само како да научиме ние да се носиме полесно, би рекла малку по-позитивно, по-стабилно и понаместено со сето оно кое што животот ни го носи и допрва ќе ни го носи. И секако да не реагираме од некое место кое што сме научиле да реагираме затоа што сме биле некогаш истравматизирани, туку од место на присутност, на свесност кои сме ние, што се носиме и да ги користиме нашите ресурси кои што ги имаме. Запомнете дека не сте сами, дека постојат многу луѓе, јас би рекла дека и секој човек на овој свет носи некаква траума, некој помала, некој поголема, и дека е во ред да побарате помош и да барате решение, но останете свесни дека инстант решенијата понекогаш можат да бидат, не можат да бидат, туку можат навистина да влошат, а не да подобрат, или пак само да замаскираат, односно да ви дадат краткотрајна мотивација, дека сте се моќни, дека можете да направите се, а не заборавајте дека не можеме да направиме се одма и сега, и дека ние сме многу моќни, ама не сме се моќни, и дека сме само луѓе. Затоа прославете се, прославете го тоа што сте човек, што сме луѓе, што сте резилиентни, што имате можност и да го слушате овој подкаст тука и заборавате на инстант решенијата и почнете навистина да влезете во вашето индивидуално патување на исцелување на траума. Ова беше една тема која што некако морав да ја направам, за која што чувствував и одговорност да ја направам, затоа што многу од вас кога ме прашувате за програмата Асертивна или за било која работилница која што ја праваме, а дали може да излечи траума или без разлика да излечи анксиозност и така натаму. Можеби може во односно анксиозноста да ве намести самото тоа што границите ќе се поместат, меѓутоа да излечи траума, не.
Тоа е нешто кое што бара многу повеќе. И љубов, и доверба, и внимание, и самиот програм воопшто не е исцелувачки, не е психотерапија, не е замислен така, туку тоа е само програм за личен раст и развој, каде што многу ќе имате, многу ќе добиете, ќе имате и мотивација, ќе имате и инспирација, ќе имате многу едукација, многу вежби на себе, но не добивате вие лекување на нешто кое што е толку интимно, толку важно и толку кревко. И затоа ова го споделувам за сите кои што следите ова и сите кои што сакате да работите на себе, работете на себе, вложувајте во себе, вложувајте и во програми, и во курсеви, и во секакви решенија и креативност. Јас многу сакам креативност, јас сум некој кој што исто така многу пробува, но се сето свесност дека тоа го правите во функција на личен раст и развој, а не во функција на решавање на големи и, да речам, преплавувачки, травматски настани или проблеми кои што ги имате. Особено не оние моменти на кои што се најкревки за човекот, како загуба, сепарација, траума, неможност да имање на деца и така натаму. Не заборавајте на маркетингот, не заборавајте да се верувате на себе и не заборавајте колку е важен контактот и човечката љубов. Затоа сакајте се себе, сакајте ги другите, сакајте ги многу вашите деца, затоа што од многу љубов не можете никога да разгалите или да размазите или да разлошите, можете само од многу љубов без граници, па затоа учете да давате граници на друго место, но не и во љубовта која што се чувствувате кон себе и кон другите и секако за оние кои што се спиритуални кон Бога. Ви благодарам на вашето внимание и се слушаме во наредната епизода. Поздрав!